Добар ден. Јас сум Весна Попучовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денес на часот по македонски јазик за четврто оделение ќе го обработуваме текстот Скарување и смирување, кој што се наоѓа во учебникот од авторите Љубица Севдинска и Весна Настоска. Тој се наоѓа на страна 14 и 15, а автор на текстот е писателката Славка Манева. На овој час треба да ја сватите и доживеете содржината на текстот, да развивате способности за определување на логички целини, главни мисли и да ја определувате пораката од текстот, да го определите ставот на личноста кон настанот во текстот, да развивате критичко размислување за настанот, да го збогатувате речникот со нови зборови и да развивате способности за изразно читање на текстот. За овој час ќе ви бидат потребни учебникот и училишната тетрадка по македонски јазик, молив, гума и дрвени боички. Пред да почнеме со читање и обработка на текстот, ќе направиме неколку активности. Затоа што ова е видео час, а јас не можам да ги слушнам вашите одговори, прво ќе ви ги прочитам прашањата, а потоа ќе ви објаснам која е вашата задача. Слушајте внимателно. Кој ти е најверен другар, другарка? Зошто? Има ли нешто за што сте се скарале? Како се смиривте? Значи, ученици, ваша задача е сега да го запрете видеото, еднаш гласно да си ги прочитате овие 3 прашања, да размислите и усно да одговорите на некого кој што се наоѓа до вас. А потоа продолжуваме со следната активност. И таа е поврзана со вас и со вашите другари. Овде на оваа слика се прикажани другарчињата кои што заедно играат и скокаат со јаже. За оваа активност вие треба да одберете едно другарче од вашето оделение. А што треба да направите? Во вашите училишни тетрадки по македонски јазик треба да нацртате Венов диаграм, слично на ова што е прикажано овде. Значи, со 2 боички, ќе ги употребите боичките кои што вие ги сакате, а јас имам употребено сина и жолта боичка. Значи, ќе нацртате еден син круг и уште еден жолт круг. Синиот и жолтиот круг треба да се пресекуваат. Овој пресек е представен со зелена боја. Што треба да направите? Во синиот дел од кругот треба да ги запишете вашите особини, карактеристики, а во жолтиот дел од кругот особините на вашето другарче. Во зелениот дел, односно пресекот, треба да ги запишете заедничките особини, односно она што е исто и за вас и за вашето другарче. Што треба да напишете? Не треба да пишувате некои големи долги реченици, туку кратко особини. Може да започнете со физичките особини. Висок, висока, низок, ниска, црна коса, руса коса, долга, кратка, сини очи. Но потоа треба да продолжите да напишете со она што е карактеристика и за вас или пак на вашето другарче. Што знаете да направите, што сакате да правите, што умеете да направите, што сакате да гледате, да читате, дали добро пишувате, дали знаете убаво да читате, колку сте добри во математика, со кого заедно се дружите или какви другари сте, дали сте добри другарчиња, дали си помагате. Значи, ќе го заприте видеото и во вашите тетрадки по македонски јазик ќе оставите 3 реда празни, за да го запишете подоцна насловот на часот, ќе го нацртате Веновиот диаграм и ќе ги запишете особините. Ако овој час го одржувате на училиште, вашата наставничка може да побара неколку од вас да ги прочитаат особините на вашето другарче, а потоа да откриете да погодувате кој е тоа другарче. Внимавајте, ученици, кога го опишувате другарчето, да користите повеќе позитивни особини и да не го навредувате другарчето. Сега ќе продолжиме со читање на текстот. Вие не треба да гледате во вашите учебници,
туку внимателно слушајте мене. Почнуваме. Скарување и смирување. Иако Маре и Ленче се најверни другарки, уште од градинка, сепак се скараа. И тоа за ништо, за една гумичка. Маре си ја заборавила гумичката дома и на часот се служеше со гумичката на Ленче, залепена на моливче. Бришеше Маре, бришеше, а гумичката се смалуваше се повеќе и повеќе. Ленче се исплаши дека ќе се потроши сосем и рече на Маре: "Ама Маре, доста бришеш, веќе ми ја истроши гумичката." Маре се навреди и рече: "А ти кога бришеше со мојата гумичка, јас ништо не ти реков." Се сврте малку настрана налутена и до крајот на часот веќе не ја побара гумичката на Ленче. Ленче свати дека сгрешила и дека за една никаква гумичка се скара со најдобрата другарка. Сепак не знаеше сега како да постапи. На одморот првпат не излегоа заедно и не се кикотеа додека си ја јадеа ужинката. Така продолжи и вториот час. Им беше жал на двете, но кој ќе го направи првиот чекор за смирување? Кога завршија часовите, сите деца веќе знаеа дека Маре и Ленче се скарани. Почнаа да им се смеат. Лутки, лутки налутени. Маре и Ленче молчејки долго ги редеа тетратките и кутиите со моливи во чантите. Наеднаш на Маре и тресна кутијата на земи и двете се наведнаа да ги соберат растурените моливи. Клекнати, се погледнаа и се закикотеа. "Извини, Маре," и рече на солзена Ленче. "Ајде веќе да не се лутиме. Важи?" "Важи," одговори Маре со растреперен глас. И за чудо на децата што ги чекаа надвор да се појават уште повеќе налутени, па одново да им се подсмеваат, тие излегоа прегрнати како и секогаш. Така си е тоа. Нели се најверни другарки? Се скараа и се смирија. Дали ви се допадна, ученици, овој текст? Многу е убав. Дали ве потсетува на секојдневните случувања во вашата училница? Сигурно дека е така. Сега ќе разговараме за текстот. Тоа ќе го направиме со помош на овие прашања запишани тука. Исто како во првата активност, затоа што јас не можам да ги слушнам вашите одговори, ќе ви ги прочитам прашањата, а вие ќе го заприте видеото, ќе размислите и усно ќе ги одговорите прашањата. Кои се тие прашања? Од кога биле другарки Ленче и Маре? Зошто се скарале тие? Што сфатила Ленче? Како се чувствувале тие? Што знаеле сите деца? Како тие ги нарекле Ленче и Маре? Што и паднало на Маре? Што се случило потоа? Дали се препозна во текстот? Како ти се смируваш со твоето другарче? Значи, ученици, ќе го заприте видеото, ќе ги прочитате прашањата, ќе размислите, усно ќе ги одговорите. Пред да го направите тоа, сакам да ги погледнете овие слики овде и посебно да го воочите она што е напишано. Што е напишано? Извини и прости ми. Многу е важно кога се смирувате со вашите другарчиња да ги употребите овие зборови. Откако ќе ги одговорите усно прашањата, еднаш гласно прочитајте го текстот за да го вежбате гласното изразно читање. После тоа ќе може да запишеме план во вашите училишни тетрадки. Прво, да видиме дали имавте некој непознат збор. Мислам дека во овој текст
немаше зборови кои што вам ви се непознати. Карактеристичен збор е кикотење, но сите вие знаете што значи тоа. Кикотење е смеење и треба постојано да се смеете, затоа што смеењето е здраво. А сега да си го запишеме планот. Прво, надве-новиот диаграм кој што претходно го напишавте и го нацртавте во вашите тетрадки, ќе го запишете насловот на текстот. Обработка на текстот, скарување и смирување. На овој час треба да ја одредиме темата на текстот, идејата, содржината и пораката од текстот. А на следниот час ќе ги одредиме времето, местото, ликовите, главните ликови и нивните карактеристики. Како ќе одредиме темата на текстот? Ке си помогнеме со неколку прашања. Ајде слушнете. За кого се зборува во овој текст? Во овој текст се зборува за Маре и Ленче. Што биле тие? Тие биле најдобри другарки. Ова ни помага да ја одредиме темата на текстот, а тоа е другарство. Но сега треба да ја одредиме и идејата на текстот. Што се случило помеѓу Маре и Ленче? Тие се скарале за време на часот додека пишувале, но на крајот од часовите и се смириле. Тоа е идејата. Добрите другарки никогаш не остануваат скарани. Запишете ги темата и идејата во вашите тетрадки, а потоа треба да ги запишеме и речениците, односно да одредиме содржината на текстот, така што ќе запишеме реченици за главните целини. Овој текст има 3 главни целини, за секоја од нив ќе запишеме по една главна мисла, односно реченица. Таа реченица може да биде поопширна, подолга, но исто така може да запишеме и кратки реченици во вид на наслови. Запрете го видеото, размислете и во вашите тетрадки запишете 3 реченици кои што мислите дека одговараат на почетокот на текстот, а тоа е воведниот дел, потоа главниот дел и завршниот, односно крајниот дел од текстот. Откако ќе ги запишете, продолжете со видеото и видете ги речениците кои што јас ги запишав за овој текст. Првата е другарки од градинка, втората Маре и Ленче се скарани и третата извинување и смирување. Јас одбрав да запишам кратки реченици во видови на наслови, но како што веќе реков, вие можете да запишете и поопширни реченици. Доколку ви се допаѓаат овие реченици, може да ги запишете нив, но може да ги оставите и вашите реченици. Секој од нас различно го доживува текстот и затоа нема погрешни реченици, односно се е правилно. Ни останува уште пораката од текстот. Таа гласи вака: биди внимателен и размисли пред да кажеш нешто. Оваа порака ни е запишана и во вид на народна поговорка. 2 пати помисли, еднаш кажи. Што значи тоа? Тоа значи, дечиња, дека кога вие се карате со вашите другарчиња, треба да внимавате, затоа што тогаш сте лути, брзи, бесни и не внимавате што кажувате. И може да ви излета некој збор со кој што ќе го навредите многу вашето другарче. Лошите зборови, кои што се навреда за нашите другарчиња, многу повеќе болат, отколку некого физички да натепате. Затоа внимавајте што зборувате. Сигурно е дека со вашите другарчиња и се карате и се смирувате. Како може да се смирите? Јас ќе ви кажам еден начин на кој што се смируваат моите ученици. Тие си подаваат рака еден на друг или се фаќаат за малите прстиња,
ги нишкаат, ги тресат рачињата и велат: Ачка, бачка, нема веќе карачка. Исто така, може да се смирите, така што ќе напишете порака до вашето другарче, во која што ќе се извините за тоа што сте го рекли или направиле и ќе ветите дека никогаш тоа повторно нема да го направите. На крај, ученици, од овој час и домашна работа. Прво, прочитајте го текстот гласно, еднаш, за да го вежбате изразното и правилно читање. Втората задача е да ги препишете и одговорите прашањата во домашната тетрадка по македонски јазик. Овие прашања може да ги искористите од овде, од видеочасот, но се наоѓаат и на 15-та страна во вашиот учебник, каде што пишува разговор за расказот. И последната задача за дома е да ги нацртате вашите другарчиња. Сигурно дека нема да нацртате многу другарчиња, едно или две. Покрај секој цртеж запишете ги нивните имиња и запишете најдобар, во што е најдобар секој од нив. Например, Ана многу убаво пее. На крај, ученици, да ве потсетам дека другарчињата се многу битни за нас. Вие со нив ќе се скарувате и ќе се смирувате. Но заедно со другарчињата секојдневно играте, си помагате на училиште, дома, заедно си учите, решавате задачи. Другарчињата ќе ви останат за цел живот. Затоа внимавајте како се однесувате кон нив. Ви благодарам на вниманието, довидување до некој следен пат.